Таа е влюбеник во уметноста, инспиративна и креативна, со часови заглавена во својата шарена работилница од која излегуваат најубавите илустрации. Александра се радува кога ќе препознаат по нејзината работа, особено децата кои ги сакаат сликовниците со многу бои. До сега има издадено 29 книги за странскиот пазар. 2 се во подготовка, а на домашен терен се запишуваат 9 книги со целосна илустрација. Особено ако се работи за примената уметност, како илустрацијата, која е наменска и има функција, има повеќе функции, пред се освен да изгледа добро, да изгледа привлечно за детето, туку и да го едуцира и да побуди кај него интерес за хумани работи, за убави вредности. Значи, го учиме детето да биде добар човек. Сме работела со многу автори. Претежно принципот е таков да веќе имаме идејата или текстот. Јас преферирам текстот да го имам цел, бидејќи друго е. Јас сум визуелен тип, значи, штом читам, јас ја замислувам приказната и многу е битно да го имам тоа како информација, за да можам да одредам, да створам некоја слика во главата, некоја визија своја, што можам потоа да ја споделам со авторот и да ги споредиме тие работи, да разговараме како да надградиме таа визија, како да дојдеме до тоа што сакаме да го покажеме двајцата, и јас и авторот. Сега, последно нешто на што сум многу горда, меѓутоа уште не излезено во печат, значи сонував уште од мала да си направам и своја книга и ете успеав. Готова е, нацртана е, само е на англиски. Треба да се преведе кај нас, зборувам со издавачи, се договараме сега, меѓутоа имав други професионални ангажмани кои не ми дозволија доволно да се посветам, а сакам да му се посветам на тој да можам да имам време да се израдувам на целата работа. Тоа е оваа книгичка, која е исто со еколошка тема, што е очигледно мене ми е многу битно, за сите нас е битно, нели? Како живееме, посебно за децата, нели? Малите деца секогаш сакаат работи што ќе ги препознаат, значи сакаат јаки бои, сакаат нешто што ќе ги привлече, големи објекти на сликата, динамична композиција, нешто што ќе биде симпатично и што ќе ги израдува кога ќе го видат. И се трудам да се водам по тие некои параметри, меѓутоа, нели толку долго го работам ова, така да природно ми доаѓа. Да седнам и искрено јас се радувам и се смеам додека цртам, што е многу интересно. Ми го одзема скоро целото време. Меѓутоа, убава работа. Значи, ова е нешто што, например, кога ќе ви ја пратат книгата дома и кога ќе видите што сте сработиле вака, посебно е чувството. Дека оставате нешто вакво зад себе, дека некој дете некаде, што него ни познавате, се радува заради тоа што вие сте сработиле нешто убаво за него. Приказната за Ете и Владко и нивните авантури ја работеше со авторката Ксенија Маказлиева-Трајчева. Заедно создадоа весела, шарена и поучна детска книга. Едната пишуваше, Александра илустрираше. Се работеше долго време, бидејќи всушност това се рубрики кои излегуваа во Росица прво одделение, додека ние работевме Росица Градинка, јас бев уредник на Росица Градинка. И значи почна како еден серијал детски. Прво Ета, секој списание во секој број имаше приказна за Ета. И Ета е едно многу интересно девојче, кое буквално заедно го создадовме, бидејќи е таква темпераментна и итра, и малку и неедчика, може има некоја сличност со нас, не велам не. И така почна тоа и имаше многу добар одзив кај децата. Значи децата ја препознаваа Ета како едно интересно ликче, им се допаѓаше и ни пишуваа, мене ми праќаат цртежи на цртана Ета. И така некако почна, меѓутоа помина долго време од тоа. Наредната година излегува исто приказни за Владко. И од секогаш постоеше една таа идеја да се соберат сите тие во една книга, бидејќи сериозно добар одзив има, децата се радуваа на нив. И така сега конечно после толку години ја имаме таа книга, ги собравме во една книга и излезе многу сладка. Јас се гордеам. Уметноста е насекаде околу неа. Внимателно избраните бои и уредениот дом во истиот стил ја отсликуваат незината душа. Од четка до илустрација, креативноста за неа е бесконечна. Потекнувам од уметничко семејство, татко ми беше уметник, сликар, и некако ја заврши сликарство. Некако цел живот тоа ми е интересно, значи од мала цртам и од мала секогаш сум сакала книги. Секогаш имав мои книги, си ги прецртував, сликовници, од секогаш, значи секогаш сум била окупирана со тоа. Така што, кога завршив факултет, имав повеќе изложби. Меѓутоа, некако тоа беше една присвртна точка кога нели дојде времето на дигиталната илустрација и ние некако недоволно описменати дигитално излеговме од факултет и мораше да се пресече, да се најде начин да го работам тоа што го сакам, меѓутоа да можам да живеам од тоа.
И тогаш седнав, ги научив програмите, почнав да цртам и некако заради тие изложби и заради тие откупени слики до тога што ги имав, некои луѓе веројатно им се допадна мојата естетика, им се допадна тоа што го работам и ме контактираа луѓе од Америка со предлог да се обидам да илустрирам книга. Тоа е оваа книга овде. Тоа беше пред 10 години, е оваа книга. Една иронична приказна што може да биде и за деца и за возрастни, меѓутоа мене многу ми се допадна заради тоа што се работи за алтернативното потекло на Домрез. И има мала сатира, има скриен хумор, многу интересно ми се вида и некако седнав да проучувам, да видам дали ќе се пронајдам во тоа. И почнав да цртам, апсолутно ми се воодушевив прво и од себе од тоа што можам да го направам, бидејќи тоа ми беше прв пат да се занимавам посериозно со илустрација и открив дека навистина ми лежи тоа. Кога почнав со оваа книга, имаше на почетокот. Значи, Викторијанска улица со многу ламби, со така интересно со снег и почнува приказната. И си ја седнав, си ги цртав кукичките и ми се допадна целата атмосфера и сватив дека всушност можам она сето што го знам како сликар да го пренесам во илустрација, да го прилагодам. И нормално бев многу задоволна затоа што одлично изгледа таа прва илустрација, всушност таа ме понесе да продолжам понатаму. И потоа имав низ кариерава, имав многу контакти, работев со социолози, со психолози детски, значи низ работата нормално учите. И сваќате дека мора да внимавате на многу работи, дека пред се, иако е забавно, иако изгледа убава многу работата и е убава, е всушност многу сериозна, бидејќи работите за деца. Значи, тука има некои параметри што мора да ги запазите. Значи, се знае што е соодветно за децата, што треба да видат, што треба да научат. Она што го пренесувате низ илустрацијата, значи мора да биде, да речеме, со доза на хумор, да биде интересно, да биде визуелно привлечено за детето што ќе го чита или што ќе го разгледува. Меѓутоа, мора да нуди еден позитивен систем на вредности и мора да го едуцира детето. Значи, првиот контакт со самите книги, со самото образование, всушност децата го имаат преку сликовниците. Значи, тоа е она што ги повлекува да се интересираат за повеќе. Најпрво тие не знаат да читаат, значи вие треба да им прочитате тоа што го виделе. Тие замислуваат приказната врз основа на она што вие сте го представиле на вашата илустрација. Сакам да патувам, сакам да запознавам луѓе, едноставно наоѓам инспирација во сето она што ме обкружува. Значи, сакам концерти, сакам музика, сето тоа што на еден или на друг начин создава визуелен одговор некаков кај мене и останува врежано во сеќавањето и потоа го користам и се појавува во некој цртаж. Одамна не сум имала време да седнам да направам циклус слики, меѓутоа тоа е нешто тоа е пред се она со што се занимавам, тоа го изучував, на тоа го посветив животот и кариерата, да речеме. Така што сега кога планирам да малку да забавам со илустрациите, да се посветам на она што го работам на факултет со студентите и да имам време да седнам да си сликам малку настрана од илустрациите, бидејќи време ми е. Дел од нејзиниот богат циклус беа бројни изложби, рачно изработена хартија и масло на платно, но таа најавува сосема нови циклуси со кои се враќа во светот на уметноста.